Стадион. Емисија за вашата вистина. Ние не сме подготвени психички, како човечки битија, да се справиме со толков стрес континуирано. Стресот за кој што ние сме навикнати треба да се појави во секунда, така сме еволутивно направени, да се појави во секунда, да испадне некоја мечка, да се исплашиме, да избегаме, да реагираме. Но овој стрес со нас е 2 години. И луѓето сега веќе почнуваат да одат во одбивање да ја прифатат состојбата. Значи, denial, што го нарекуваат на англиски. Не постои ова повеќе. Не сакам да мислам. Не сакам да гледам. Ме нервира да читам, да слушам, да се придржувам на се. Разбирливо е тоа. Меѓутоа, државата со својата комуникацијска стратегија треба да биде свесна за тој момент дека на луѓето им е тешко и дека пораките треба да бидат дизајнирани како за публика кон која што стигаат, на која што и е пукнат филмот. Да се вратиме на тоа првото, до каде да се дозира. Да. Затоа што излегува дека во ситуација кога ниски се процентите на вакцинирани, државите, владите, здравствените власти прибегнуваат кон поригидни мерки. Например, кај нас се подигна нивото кога објавија да се влезе во ресторани на јавни места, особено во трговските центри, мора да се има сертификат. Да. Порасна. Тоа како мерка кој имаат прифатено и Србите во Унгарија веќе од подамна, во Италија уште поригидни се таму донесува дека мора и во приватното над 100 луѓе ако се ќе треба задолжително вакцинирање. И во Соединетите Американски држави. Онлайн во Словенија. Да, исто имате ковид сертификат. Соединетите Американски држави еве. Исто доста строго. Минатиот четврток Бајден објави дека федералната влада ќе наложи вакцина против ковид за федералните работници и изведувачи. Значи сите што имаат допир со федералната влада, тоа е многу, тоа е огромен процент население. Најави итно правило со кое се бара од сите работодавачи со 100 или повеќе работини да бараат нивната работна сила да биде целосно вакцинирана. И сега тие бројки ќе ги спуштаат. Сега се на 100, па ќе дојдат до 50 и потоа ќе ги сведат до сите. Тоа е трендот кој што го најавува CDC и американскиот претседател Бајден. Тоа е правецот на движење. Вчера или завчера и Филипче најави дека од средината на октомври ќе имаме ново правило, нова мерка, ќе може да функционираат само оние кои што се вакцинираат. Јас ги сваќам бараат начин властите да го дигнат бројот на вакцинирани со цел да можеме да дојдеме до тие состојби на кои што нели се восхитуваме. Например, ќе прочитаме на вестите Шведска ги укина сите мерки на рестрикција. Да, и Норвешка. Пред неизе Норвешка од вчера. Да. Данска од пред 2 недели. И сега, нели, ако е за првиот дел од веста дека таа и таа земја ја укинала, сите мерки ги укинала. Ама треба да прочитаме нешто друго. Треба да читаме до крај дека ги направиле тие работи откако стаселе над 80% од населението, над 80% од населението да биде вакцинирано. Значи тоа е веста. Веста не е само дека се укинале сите мерки, туку веста е откако постигнале толкав процент на вакцинираност од една до друга земја, различно се одредува границата, но секогаш е над 70%, тогаш прибегнале кон тоа целосно укинување на мерките. И тоа е тоа, и ние треба да го очекуваме тој развој на настаните. Како ги убедувате пациентите да се вакцинираат? Прво, има многу стравови, например. Секако. Прво, зборот убедува, го избегнува. Оти не станува збор за оти убедување како термин, мене ме потсеќа на насилство. Тоа е вербално насилство. Значи да земаме сега јас да ве убедувам вас, тоа значи да не ги почитувам вашите ставови априори, под А, и под Б, да сум убеден дека мојот на некој начин став е супериорен во однос на вашиот. И тоа не е влегување во дебата кое што е според мој вкус. Значи тоа не е со почит на 2 рамноправни човечки битија. Значи не се убедуваме. Меѓутоа јас им велам вака на моите пациенти кои што ќе ме прашаат за тоа. Јас можам да споделам со вас кои факти мене ме убедиле. Што мене ме натерало како лекар да се вакцинирам себе си и секој што ќе ме праша да му посочам кои се тие работи кои што треба да ги разгледа. Јас ќе оставам простор и мојот соговорник да ми каже и различно и да поразговараме. Но во крајна линија,
вакцинирањето треба да се направи по собствено убедување на човек. И мислам дека ако е овој ставот, ние многу полесно ќе допреме до луѓето, многу подобро ќе разговараме со јавноста, отколку ако имаме категорично тврд став, или вакцинирај се, или вака. Пример. Вие во секоја, нели, од комуникацијска гледна точка, кога разговарате со јавноста, вие имате две крајности и една средина. Едната крајност се луѓе откако ќе ја кажете реченицата, ќе кажат така е и ќе го поддржат тоа што ќе го направите. Во другата крајност има луѓе кои што уште ќе доизустите реченицата, ќе кажат нема шанси, не е така и не го правам тоа. И имате едно големо мнозинство во средината, луѓе кои што велат не сум сигурен, дајте повеќе факти, дајте повеќе аргументи, разговараме, да се сослушаме. И ако сакате да направите нешто општествено, според мене, треба да се обратите на оваа популација, бидејќи таму можете да разговарате и да се договорите. Значи да дојдете до некоја точка на меѓусебно разбирање. Ако се обратите на групата која што однапред одбива да разговара или да прифати, сите кампањи на светот ќе бидат џабе. Значи не можете, убедувањето не оди со сила. Значи можете на човек со добра сеја, нели, има колеги кои што имаат потврсти ставови, покатегорични ставови. Меѓутоа јас мислам дека тоа е контрапродуктивно. Оти знаете како? Ја приметувате ли на Facebook и на социјалните мрежи таа за жал поларизација што почна да се случува? На едниот крај имате луѓе кои што се целосно против, што почнаа да напаѓаат против вакцините, и од друга страна имате лекари кои што исто со многу тежок речник би рекол, и тие од другата страна и тие напаѓаат. Јас мислам дека тоа, освен некому да му користи да се извентилира, да си каже лично, општествена добит од ова немаме. Напротив, ние можеме само повеќе да продолжиме да го збунуваме населението, да го револтираме дури. Па револтирано население никој не може после да и да настапи некој. Ама и настапи кај нас. Јас зошто, например, споделував со јавноста што според мене би требало да биде пристап. Дали си послушало или очигледно не послушало министерството, тоа си е нивна работа, не навлекувам. Меѓутоа што мислам јас дека требаше да се направи и уште не е доцна. Ќе се обратите во општеството до сите кои што имаат влијание на еден, на друг, на трет начин. Религиозни лидери, лидери на било какви други групи, па и зошто не, нели? Оти сега се створи во јавноста и како еден отпор кај дел од јавноста кон инфлуенсерите. Нема потреба за тоа. И тие луѓе имаат очигледно нешто да кажат ако имаат 10, 20, 30 илјади следбеници. Така е. Да. Зошто кому ќе му падне круната од главата ако тој господин или господја бидат поканети во кабинетот во министерство и поразговарано, повелете ги податоците. Дали ви требаат уште? Еве ви факти. Споделувате. Еве ви факти. Ако сакате, прифатете да ги споделите. Ама знаете како? Кога ќе им се обратите на луѓето со почит и со аргументи, вие имате некаква шанса да ги придобиете. Ако вие тргнете со речник будали ли сте, нормални ли сте, вакви ли сте, такви ли сте, и човек кој што се колебал, може би верувал дека добро збори овој човек, ама не сум уште сигурен, но кога ќе ве види вака со сатар налетен и да почнете да отфрлате се можно, вие ќе го изгубите тој човек. Затоа велам, пак се враќам на почетокот. Прашањето е во таа јавна комуникација што ни е на нас цел. Сега да кажеш дека повеќе психологија опрашувам колку некои реални стравови, демек ќе ми се случи тоа автоимуно, не знам, стерилен ке останам, не знам. Тоа се повеќе. Да, видете, можеме да ги отвориме и тие теми една по една. Нема да ги отфрлам априори. Нема сите да ги фатам и да ги фрлам. Ајде една по една. 6 милиарди дози вакцини се ставени во светот. До сега. Да. Значи немам од синоќ проверено, тоа беше од пред некој ден. Има земји кои што го имаат целосно целосно вакцинирано своето население. Каде имаше многу грешки. Тука нема збор, грешки во комуникација. Зошто? Например, јас ќе појдам од сам себе. Ни беше кажано дека кога ќе се вакцинираме, пандемијата за нас завршува. И тоа беше многу форсирано и сметам дека се сгреши. Требаше тогаш да се каже дека вакцината, лесно е да сум генерал откако поминало, но требаше тогаш да се каже не дека ќе ве заштити од болест,
ќе ве заштити од тешка болест. Ние си го врзнавме во крпче, ќе се вакцинираме готово. Ама така беше кажано и јас така мислев. Еве јас ќе ви кажам, јас кога се вакцинира вториот пат во Борис Трајковски и како бел ден ми е, излегувам од таму, влегувам во кола, гледам кон водно и си викам, леле човече, помина година и пол пеко. И готово. И нели, сите си мислевме така. Помина ова чудо, еве, и моите почнуваат да се вакцинираат, јас, други, блиски, и ни беше кажано дека кој ќе се вакцинира, приказната завршила. И сега, лично како човек се почувствав разочаран кога видов како бројките прво почнаа во Израел, тоа одма знаев дека е лоша вест. А Израел е држава се. И сакам да речем, им велам, ако не му верувате на нашиот систем, на нашето здравство, на Филипче, на Заев, на Мицкоски, верувате на Израел. Дозволете да ви кажам. Отворивте многу убава тема. Дозволете да ви кажам. Ако они мислат лошо на народот, не. Еве едно да ви кажам. Да, не само тоа. Сум имал прилика да бидам досега 3 пати во Израел. Сте биле? Да, во Израел, во Ерусалим, во Телавив и во Израел конкретно во нивната агенција која што се грижи за враќање на евреите од светот назад. И сега можам малку да ви раскажам, од јас бев фасциниран. Таква грижа за населението, таква грижа за народ. Јас немам видено на друга земја, имам патувано од Чиле до Јапонија. Ејте како се грижат за сопствениот народ. Таа нега, тоа внимание, како секој еден да е евреин по светот ја има можноста да се врати назад во Израел, и тој процес го нарекуваат алија или воздигнување, кој ќе се врати назад. Па даваат станови, даваат пари, даваат се, сакам да речем колку се грижат. Треба и нашите да учат диаспората, да. Фантастично. Мислам, Израел го има тоа добро донесено. На патот кога се возев помеѓу и Јерусалим, ги гледам на планината, гледам шума која што ми е малку чудна. Зошто? Заради тоа што дрвата се многу убаво поредени. Симетрија некоја неприродна. Не само што се поредени, туку има капка по капка систем. А во шумата? Во шумата за да функционира, значи за да го значи такво ниво на грижа. И сега дека тие луѓе ќе земат да се го уништуваат сопственото население, не можам да поверувам. Значи дека они ќе го вакцинираат своето население со цел да го уништат, а Израел толку се грижи за своите луѓе. Не можам да го прифатам тоа. Разберете, и тие аргументи верувам дека треба да се споделат пред луѓето, и луѓето пак не го кажувам јас некој донеси го мојот заклучок. Не, донеси собствен заклучок. Меѓутоа јас кога ќе го видам тоа однесување, мене ме поттикнува. Па 80, над 80%, споменавте високо најразвиени земји, Данска, Шведска, Израел, Канада, Велика Британија. Велика Британија. Америка не е добар пример заради тоа што кај нив населението е поделено како со нож. И таму се направи за жал политичка тема од вакцинирањето. И тоа не е добро. Вие имате републиканците кои што се и демократите кои што се за вакцинирање. И тоа не е добро. Заради тоа што која и да е вистината, која и да е научната вистина, не може да оди таа по партиска линија. Не може да оди вистината по републиканците. Имаше крајности, нема да им дозволам да гледат мојот филм, сите оние кои што не се вакцинирани, па сега има во НБА. Тоа сакам да речем, тие крајности, и во нашето општество ги видовме, не даваа добар резултат. Вие никого нема да убедите ако му откажете со работка, ако почнете да го навредувате или на било кој начин почнете да го отстранувате од општеството, од себе си. Тука само, знаете како, аргументите ќе покажат. Од толку и толку милиарди случаеви дадени дози, колкави биле несаканите ефекти во бројки? Колкави биле смртните случаи, ги имало ли? Колкави биле? Ајде да ги испоредиме. Бројки се силно во полза на вакцината. Ги знам бројките. Меѓутоа треба тоа да се објаснува на населението на многу убав начин. Значи на начин со почит и аргументирање. Вие ако земете да ги разгледате, нели, јас не го користам ни терминот антиваксери, не сакам некои луѓе да се најдат одбележени од мене, а да не го прифаќаат тој термин. Значи не ќам ни да ги именувам со термин кој што можеби не им се допаѓа. Но има луѓе кои што еве да речеме дека имаат сомнеш во вакцината. Но и кај нивниот пристап, вие ќе видите аргумент. Најдете некое такво видео, ќе видите како се објаснува. Не се тие видеа, јас сум против, не сме вака така, туку не. Има нешто што објаснува и на луѓето им фаќа логика. Видиш ово во објасни овој човек? Така треба да се објаснува и од другата страна. Да. Не треба да се зима став, вакцинирај се.
оваа корона се однесува далеку полошо во однос на претходните корони со кои што ние, пример, за да им биде јасно на слушателите, една од причинителите за така наречената настинка, common cold на англиски, се овие првите видови на корона со кои што ние секоја зима се соочуваме. И втората непријатна работа која што требаше да не поучи беше таа дека кон тие видови на корона, првиот, вториот, третиот, четвртиот, кон тие први, ние не создаваме имунитет. Не создаваме траен имунитет кој што никогаш повеќе да не се разболиме. Туку секоја наредна зима има веројатност ние пак имаме меморија, го знаеме, го препознаваме, можеби нема да ни направи и не ни прави тешка болест. Зборуваме за досегашните корони. Меѓутоа, откако веќе сме изложени на него, можеме да го фатиме, но нема да не убие. Таа дилема е решена? Ќе биде така и со ова или? Не. Сега уште пред да одиме на следниот слушател, Индија, земјата која што сега за жал не служи за многу примери и за добро и за лошо, вчера извади еден многу убава научна студија, многу информативна, затоа велам убава, која што вели дека цели зони на Индија има население каде што 100% од населението им наоѓаат антитела. На 100%? На 100%. Зошто? Заради тоа што таму што беше? Таму ги палеа по луѓето по паркови, по улици, значи таму беше катастрофа. Мислам, секаде во светот беше тешко, но во Индија беше катастрофално. И сега ги анализираат истите тие зони каде што имаше такво ширење. Впрочем и овој делта сојот таму потекнува. Порано се викаше индиски сој, сега го нарекуваат делта. Да. За да не се лутат индиците. И што е сега најдено таму? И тоа може да ни даде увид во иднината, ама нагласувам со резерва. Таму веќе добар дел од населението го има поминато, тук таму се појавува, но проблем сериозен прави само на извонредно болни луѓе. Впрочем, и грипот на нив може да им направи. Да. Така што може да биде едната насока на движење и на судбина на ако оди во тој правец, го гледаме крајот на пандемијата. Значи, знам дека кажувам тешки збори. Ке ја има, ама како ке ја има, меѓутоа ќе биде како што е. Ако е како сега што е во Индија. Значи, тук таму ќе се појави некој случај, но нема така. Зошто ама населението цело ја има. Треба да се вакцинираат ризичните оние кои што имаат да се заштитат тие имунокомпрометирани, постари, тие да се заштитат, но останатите едноставно го. Тука е огромна пара во прашање. И имаат зор даваат пари. Значи мораме да си кажеме најреално како што си е. Знаете ли дека има еден куп лекови за болести, дури тие болести ги нарекуваат болести сираци и лековите ги нарекуваат сираци. За ретки болести милиони заболуваат во светот, ама се малку во споредба со другите, и ни една фармацевска компанија не се нафаќа да дава пари да истражува, да работи на не се исплаќа. Не се исплаќа. И сега тука има страшно голем интерес. Тука зошто не им се исплаќа, тука државата треба да подпре. Ако веќе фармацевските куќи не можат да се најдат, тогаш истражувањата треба целосно да ги платат државите, иако се тоа извонредно скапи истражувања и долги. Ако се дадат малку пари, ако се дадат многу пари, се убрзува за така. И луѓе ќе се најдат и тоа е првиот момент. Значи првиот момент е дека се дадува многу пари се вложија, бидејќи очекуваа многу пари. Се убрза што траеше. Го забрза. Тоа е првото нешто. Второто, имаше големо чувство на страф. Почнаа да крахираат цели економии, ќе се сетите. Кога почнаа лани карантините по светот, настрана катастрофа, и они си рекоа подобро да дадеме пари таму, отколку да се уништи цела економија. Луѓе ќе остануваат на улица, ќе остануваат без работа, и затоа ги насочија ресурсите и приватните, и државите, и реалните сектори, и реалниот сектор, но и владите ги ставија парите. Значи, ризикот кога се појави лани, кога дојде првиот замав, кога се застана, делуваше дека има капацитет да ги уништи светските економии, а со тоа и општествата. И третиот момент, треба да видиме за која вакцина колку брзо успеја. Нешто нема да не изненадува. Зошто? Например, не треба да не изненадува зошто кинеската вакцина успеа толку брзо. Зошто? Заради тоа што кинеската вакцина се прави по стара технологија. И ние таа технологија користиме 50, 60, 70 години наназад.
Второ, не треба да не изненадува руската вакцина. За кинеската кажав, ова е руската. И она е правена по стара технологија. Дури и AstraZeneca е правена по стара технологија со аденовирусов носител. Новите на кои што луѓето најмногу реагираат, ама не се само тие брзи. Туку и другите беа, впрочем, прва вакцина во светот беше кинеската. Ако реално земеме старата метода. Да, таа беше најпрвата вакцина, они први успеа да направат. Ако Западот нив ги гледаше скептично, први ја направија вакцината. А МРНА, нели, овие вакцините кои што се сега Модерна, Pfizer, дигитални како ги така, тие успеа да се забрзаат заради тоа што претходно најмалку 1 до 2 децении имаше истражување на тема МРНА, но не за вируси, туку за малигни болести. Сега BioNTech беше фирма која занимаваше со истражување за малигни болести. Технологијата испадна дека е слична и дека потребат за корона, но BioNTech објави дека се враќа на својата примарно цел истражување на малигни болести. Че они ги искористија резултатите фактички. Точно, они тоа што го правеа со години, само го пренасочија и испадна дека е можно. Оти што е филозофијата на МРНА вакцините? Нашиот имун систем може да убие само тоа што може да го види. Ако не го види, не може да го убие. Што гледа нашиот систем? Ова ако една клетка, што се појавува како протеин на врвот на клетката, проаѓаат клетките од имуниот систем и проверуваат што има. И оние кои ќе го видат протеинот кој што не го виделе од раѓање, оти тогаш се затвара овие сите протеини ги знам, крај. Дојде ли ново непријател, го уништувам. И сега се појавува на површината, а што значи тоа? Во таа клетка ако има вирус или ако е малигно трансформирана, и едната и другата ќе почне на површина да вади протеини кои што не се својствени за тоа тело. Или ако е вирус, ќе вади вирусни пептиди на површината, тоа е така наречено антиген презентирачка улога на клетките. Го има тоа како капацитет. Тоа е совршено направено како е нашиот имун систем. И кога ќе дојде на површината, имуниот систем ќе види, во оваа клетка има нешто проблематично, на тоа гради антитела, ја напаѓа клетката и ја уништува. И секогаш кога тој протеин пак ќе се врати, телото веќе го чека. Таа технологија е идентична и за малигни болести. Оти тоа е новата генерација на имунотерапијата, ќе биде новата терапија за 10 години од сега. Малигните болести ќе се лекуваат само со имунотерапија. Тоа е иднината. Че ова е позитивна вест со коронавирусот, со вакцините. Фала на Бога, помогнаа за дадоа пари во една технологија која што ги забрза да помогне за малигните. Да. И кажаа двајцата турците, жената и мажот, рекоа дека ние се враќаме на тоа што сакавме да го истражуваме и што сме го истражувале цел живот до сега. Имуниот систем како не да убива вируси, туку да убива малигни клетки. И тоа е МРНА. МРНА всушност што прави? Ја носи пораката со себе. Напишано писмото како да се направи одреден протеин. Ќе влезе во клетката, не доаѓа до ДНК. Не доаѓа до ДНК, не ни ја менува ДНК. Деструкција. Не вегува. Промена на структурата не прави, да. Пониско е она, таа месенџер РНК или таа е гласничка РНК, да не навлегувам во детали. Она го носи напишано како да се направи протеин. И тоа е вакцината, сега новата. И кој ќе влезе во Pfizer, за Модерна, новите овие се кажу. И кој ќе влезе во клетката вика, ваков протеин треба да направам. Оти чита, тоа е вакцината и вика направи го овој протеин. Клетката го прави тој протеин и го вади на површина. И го напаѓаат после. И имуните клетки го гледаат. Се предизвикува. И така ги создаваме и се предизвикува имуна реакција без да дојде патоген во нашето тело. Туку како старите вакцини. Туку само еден начин како да се направи тој информацијата. Стадион. Емисија за вашата вистина.